Еве не со едно петочно добро вечер на крајот на работната седмица, на средината некаде веќе односно во втората половина од месецот февруари, со ново издание на емисијата Што мисли народот петочно за крај на работната седмица, да заокружиме една недела зад нас и да влеземе во викендот полека, но сигурно. Денеска сакаме да говориме за пензионерите, односно за пензиите, за фонд за пензиско и инвалидско осигурување. За таа дилема која што постојано се провлекува околу нас во медиумите со изјави на политичарите, зависно нели од каде доаѓаат, од опозицијата или од власта, за тоа колку, во каква кондиција ни е пензискиот фонд, колку доволно има средства за да може да се редовно да се извршуваат обврските кон пензионерите, колку се полни, се по-тешко се полни и дали ќе има доволно пари за пензиите. Значи тоа се говори можеби 2-3 години или повеќе, пензиите не задоцниле досега. Нормално дека можеме да говориме околу последното зголемување на пензии или осогласување како сакате. За таа цел ние очекуваме гостин во нашето студио, но засега се уште го немаме, претпоставувам заради тоа што станува збор за личност која што патува секојдневно на работа во Скопје и можеби од тој аспект за доцнување. Ќе видиме доколку стигне нашиот гостин, односно гостинка, ќе ја вклучиме веднаш во програмата, доколку не ќе ја очекуваме и вашите размислувања поврзани со темата која што вели дали фондот за пензиско е во добра кондиција, што вие мислите, дали во ваква констелација на работите со ваква економија, вакво стопанство може да се полни и да одговара на потребите на пензионерите и со зголемувањата кои што доаѓаат. Ова е посебно интересно велам затоа што имаме ситуација, ова прашање се поставува и тоа на едно политичко ниво веќе, реков 2-3 години најмалку поред, станува секош актуелно и се слушаат зборувања дека пред крах е пензискиот фонд, празење, нема да има пари да се исплатат пензиите. А на вистина пензионерите ќе се согласат дека долго време, долги месеци, се нема случајно да задоцнат пензиите, редовно се исплатуваат, се оствари она зголемување за кое што беше најавено. Јако има сега коментари дека дали требало да биде процентуално или пак линеарно за сите, ова било линеарно. Значи, коментари и место за коментари секош има. Впрочем, за сите теми секош има место за коментари и мислам дека токму затоа сме овде да разговараме со вас на таа тема. Има ли доволно пари за пензиите? Што мислите вие? Има ли? Што мислите пензиите? Дали има начин? Говоревме кога беше гостин раководителот на подрачната единица на пензиското фонд за пензиско инвалидско осигурување на Македонија. Зашто говоревме на темата дали има можност да се намали таа разлика помеѓу пензиите, оние највисоките и оние кои што се пониски, а била голема. Како и да е, нашиот гостин веќе пристигнува, за некои 5 минути ќе го имаме во нашето студио. Во меѓувреме мислам дека телефонот звонеше и треба да имаме гледаш. Така режија? Немаме се уште, добро, немаме гостин се уште. Како и да е. Најважно од се е дека нашиот гостин пристигна, ние ќе го имаме во студиото, ќе говориме на таа тема која што веќе вие споменав. Реков, најинтересно од се е дека се говори за таа тема веќе не знам колку време, 2-3 години поред, и секош дури во ситуација кога пензиите не задоцниле, како што реков, ако задоцниле нека задоцнат 1-2 дена, секош од 1 до 6 во месецот се делат, ама пак пензиите, пополнетоста на пензискиот фонд, можноста да се одговори на барањата на пензионерите, да има доволно пари за пензиите, пак стануваат предмет на политички препукувања. Секош ли ќе биде така, не знам. И вашите размислувања ќе ни бидат битни и се разбира и ставот на она што е фонд за пензиско инвалидско осигурување на Република Македонија околу тоа како се полни самиот фонд. Доаѓа ли во опасност? Знаете дека имаме реформи во тој поглед, каде што имавме втор столб, па сега и трет столб. Сето тоа малку веројатно ја менува работата кога станува збор за оној првичниот основен фонд за пензиско инвалидско осигурување, но досега сме слушнали секојаш охрабрување дека не е доведено сето тоа во опасност. Реков, нашата гостинка патува секојдневно на работа и токму затоа од тие причини ние најнормално и го простуваме малото задоцнување, но навреме сме тука. Добро вечер за господја Марија Којзаклиска, кој што стигна од Скопје, само што стигна така. Да, аз се извинувам на гледачите и
на вас како домаќини што малце ме причекат. 2 минути 3 не се многу. Како и Јас обично се обидувам да бидам точна на време, меѓутоа, еве сега се случи. Секогаш кога се патува има можност да се задосни, тука сме имаме доволно време да одговориме на нашите гледачи. Доаѓате директно од работа од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Има ли место за прашањето, има ли доволно пари за пензиите? Гледајќи Не. Значи, јас можам да со сигурност да ви тврдам, оваа влада е максимално посветена за да биде редовна исплатата на пензиите, што значи дека редовното полнење на буџетот во фондот не е доведено никош во прашање. Така, гледачите веќе знаат за што се говори, веќе имаме гледач да го слушнеме. Добро вечер, повелете. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Бидејќи меѓу време мислеше дека гостинката ќе закаснела, не е лошо и сега што му падна, и јас сакам да кажам неколку збора. Ајде. Околу пензии, сега има ли доволно пари за пензиите и како стоят ситуациите околу исплатата на пензиите и сето тоа. Така, ваше мислење повелете. Јас мислам дека може да се каже дека добро идат работите и ние сме задоволни пензионерите, бидејќи имаме секогаш редовно пензија, секогаш ни доаѓа на одредена дата. Од тоа нема што повеќе нешто да се каже лошо. Потоа сега имаме изчекување сме сега бањско, имаме бесплатно бањско лекување. Имаме аплицирано повеќе од пензионерите и очекуваме. Мислам дека нема што да кажеме, бидејќи владата се грижи за сите нас и за пензионерите и во Скопје и тука, мислам, нашите центрите пензijsko секаде, така да пониските пензиите убаво е што исто покачено е нивниот личен, мислам, пензијата, како да ја наречеме. Значи, вие не се плашите за својата пензија, тоа сакате да кажете. Верувате дека нема проблеми, така? Молим, Не се плашите за својата пензија, верувате дека се еворе, така? Не, бидејќи сега имаме сега во тек, не сега во тек, него од поранешните сега години за време владењето на оваа влада имаме многу вработување, така да во тек сме и сме на добро мислење дека ќе имаме редовни пензии. Така, добро, благодарам. Нормално вработувањата говорат и исплаќањето на платите редовно говорат дека ќе се пополнува. Но, хајде едно чисто политичко прашање. Можеби не е чисто политичко, ама таму оди. Зошто ако имаме ситуација на исплата на пензиите на време 3-4, не знам колку години поред, го нема задоснувањето. Од 2006, од како е ова влада. Значи, да не коментирам од кога, меѓутоа знам, значи не сум слушнал дека имаше само дали е коментари имало и дилеми дали е зголемување процентуално, дали е линеарно, тоа се коментирало и се коментира често пати во весниците ќе видиме наслови голема дупка во фондот за пензиско и така натаму. Зошто се поставува уште тоа прашање? Се поставува и на политичко ниво. Што е поентата? Можеби тоа го доведено во прашање или се поставува затоа што порано придонесот за пензиско и инвалидско осигурување, висината на придонесот што секој работодавец ја одвојуваше, изнесуваше 21,3%. Сега, значи тоа е намалено на 18%. Што автоматски значи дека има определено намалување на изворните приходи кои доаѓаат во фондот. Меѓутоа, оваа влада заедно со фондот значи има намера и има план како таа дупка да ја пополни со зголемување на бројот на вработувањата, со тоа што значи се зголемува бројот на лицата за кои се плаќа придонес за пензиско и инвалидско осигурување. А од друга страна пак намалувањето на бројката на процентот на придонес значи дека еден начин странските инвеститори ќе можете да ги привлечете со помала стапка на придонес и за пензиско и за здравствено, како олеснување. И уште една важна работа да не заборавиме, тоа е дека од 1.1.2009 година почна концептот бруто плата. Значи таму секој работодавец е должен на вработените колку му се пријавени да ја исплаќа, значи и плата заедно со придонес за пензиско, секогаш ти имаат простор до 15 или до 20 во месецот да го плаќаат, така да владата во тој дел размислува дека не станува збор за голема дупка како што сакат обично опозиционата партија да настроени. Се поставува на политичко ниво. Добро, ај после прашањето гледачот да не чека, повелете, а нека не гледа. Добро вечер.
Ало? Дали уште на линија гледачот? Ајде, повелете, ве слушаме. Ало, Да, повелете. сакам да прашам за електронските картици што ги даваме во социјално. 5 месеца не сум добил електронска картица, прашувам и нешто да купам, секој купувам лековите на приватно. Не можем да доводам на лекар без електронска картица. Ајде да видиме и тоа кога електронските картички. Благодарам, практично прашање. Да го упатам гледачот, тоа се однесува на Фондот за здравствено осигурување. Имате ли информација што се Фондот за случува? пензиско? Па знам дека се во тек од извори на Фондот за здравствено осигурување, значи ќе ги побарате во Фондот за здравствено осигурување и кај нив изработката е малце технички проблем, затоа што е голем број на осигуреници. Дека биде стрпливи граѓаните ќе Така, голем дел веќе се поделени, колку Да. што знам, како и да е. Добро, се надевам дека ќе имаме гости од Фондот за здравствено осигурување, па ќе кажеме до каде е таа работа. Така. Ова емисија сепак за вас гледачите да добиете одговори. Режи, имаме гледаш. Добро вечер. Ало? Повелете. Ало, повелете, ве слушаме. Добро вечер. Добро вечер. Јавуваме се од Тарници. Од каде? До гостинката кој за Клиска. Добро. Што треба документ за инвалидска пензија, по кој основ нели може да ти дадат пензија? За инвалидска говорите? Да, они не ги признават со операции народу. Јас лично имам поднесено 2 операции, стероидна жлеза, срце, кичма, и поднесена ми е жалба дали може да ми се усвое предметот на мене за инвалидска пензија. А со 25 години стаж сум. Благодарам, многу пријатно. Сега тука, мислам, терминологијата или што е инвалидитет, операција, не значи инвалидитет. Фондот за пензиско и Претпоставувам инвалидско само. осигурување, значи Треба да има критериуми. изврши исплата на пензии старосни, инвалидски и семејни пензии. Значи една од категориите е и инвалидската пензија, како што каже господјата. Постапката започнува со поднесување на барање, значи пред се оди кај матичниот лекар. Матичниот лекар пополнува образец и со целокупната медицинска документација се доаѓа во подрачната во штип, се поднесува барање и истата целокупна документација се доставува до инвалидската комисија. Значи тоа е комисијата за оценка на работна способност. Така. Составот на таа комисија е од лекари, значи специјалисти од различни области, интерна медицина, од невропсихијатрија, неврологија и така натаму. Значи комисијата е стручна да оцени дали Марија Којзеклиска има основ да и се даде инвалидска пензија или не врз основа на целокупната документација. Правилник постои за работа на Комисијата за оценка на работна способност и таму во стручноста ние не навлегуваме. Сепак се тоа луѓе кои им е тоа основно занимање и се запознати со видовите на болести и тие може да одлучат Претпоставам дека кога ќе се добие решение дека се одбива може да се поднесе значи повторно жалба. разгледување и така натаму. Господјата има право на жалба до второстепената државната комисија за жалби, која одлучува на ниво на Република Македонија, која не е во состав на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. И дори кој ќе ја добие одговорот од жалбата, може во рокот од 6 месеци повторно да поднесе барање за остварување на право на инвалидска пензија. Така, бидејќи јас мислам дека токму околу инвалидските пензии имавме пред известно време и некои афери, мислам дека Така, може би затоа 2010 година беше стегнат малку метастази, времено, да. Така. Имаше доста лекари кои давале неосновано пензии. Судската постапка мислам дека е таму при крај. Долго време фондот имаше проблем со вработување на луѓе, на лекари во инвалидските комисии. Минатата година тој проблем се надмина и сега редовно и уредно, значи не се чека како на време по 2-3 месеци или по 5 месеци за да ве повикаат, сега тоа оди во една поставена процедура. Така. Добро вечер. Ало, повелете. Крашо на телефон. Ајде. Ало, Да, повелете. ало, добро вечер. Добро вечер. Крашо на телефон. Повелете. Ало. Да, ве слушаме. Имам едно прашање до господјата Којзеклиска. Сакам да поставам, јас сум еден од очетените инвалиди.
Имам 3 срцеви инфаркта. Срцеви инфаркт од 2006-2007. 2008 година поднесувам документи за инвалидска пензија. Одам на комисија, пошто комисијата го тогашна екс што беа и затварен, Говорете слободно. Ме испраќат во институту у Чаир на психофизичка способност. И ми се одзимат возачката, пошто сум јас професионален возач. Се е категорија ми се одзима и кога се враќам назад, ми се ме прогласуваат способен, пошто треба да дадам 5000 евра пари. За која година зборувате вие? 2008? После тоа ме прогласуваат неспособен, имам и 2008, 2009 до 2013. 6 пати одено. Добре. И увек ми, последниот пат беше во соба број 5. И пак ме прогласуваат способен за работа од 9 часа на тешко моторно возило. Добро, и кој е проблемот? Како можам јас сега тоа возило да го потребувам, пошто ми се зима дипломата, возачката ми се зима, а ти вика способен за работа, а не ти дават пензија. Така, добро, ајде да се обидеме, макар што мене ми е хаотично малку се ова, не знам. Јас го разбирам буквално господинот, затоа што гледам дека неговата тенденција е по секоја цена да добие инвалидска пензија, меѓутоа морам да повторам уште една, значи здравствена проценката и оценката на здравствената состојба на лицата ја прават стручни лица во комисија. И ова што го кажа посебно одење на психолошки. Значи комисијата го кажува што треба понатаму осигуреникот да направи, доколку неговата здравствена состојба е таква да тој не може веќе да биде способен за работа, тогаш, значи инвалидската комисија ќе му даде на оценка и мислење во кој ќе вели дека тој е неспособен за работа. Сигурно има некоја причина која го, како што каже господинот од што го разбравме, комисијата го прогласува него за способен за работа. Има неговата здравствена состојба е релативно добра, значи ние сакаме сите да бидат здрави, нели? Так. Да нема инвалидски пензионери. Сите сакаме значи треба да веруваме на таа комисија, да, таму е затоа што доколку пат добил господинот негативно решение, има право на жалба до државната комисија и државната комисија може повторно да провери. Ајде, но гледаш, добро вечер, повелете. Ало. Да, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Тони. Да. Поздрав до тебе, до емисијата и до гостинката. Ајде. Сакам да прашам, јас сум нов пензионер, 2-3 месеца, сопругата моја не ја работува, нити има пензија, нити може. Зашто преку ПИУ не можам да си осигурам тие посмртните пари што треба да ги дадам? Солидарен фонд. Сега не ми ја осигурава жената. Може ли да ми одговори гостинката, сакам да чуем. Значи за вас имате солидарен фонд, за неа немате, така? Да. Добро, благодарам. Добро, прашањето не само корисникот на солидарен фонд мора да биде пензионер. Така. Значи кога се пополнува брањето за пензија мора да ја се утврди дека тој е пензионер. Ако немате право, ако сопругата негова не остварила право на пензија, значи таа го нема статусот пензионер за да може да ги користи таа солидарна помош. Значи се однесува само на пензионер кој што е... Во секој случај јас не пожелувам, меѓутоа доколку осигуреникот, пензионерот почине, тогаш неговата сопруга, како негова венчана сопруга која живее во заедница, би ги користила тие 30.000 денари како солидарен фонд, односно посмртна помош. Меѓутоа лично како право, таа мора да биде пензионер, за да може или сопругот во обратен случај да ги користи. И се однесува на една личност, не може за двајца. Тоа е доброволно, значи во барањето мора да пополните се согласувам или не се согласувам, ти може и да не се согласувате. Така. И тогаш ги нема да ги добиете. Така, уште еден гледач па реклами. Добро вечер. Така, го слушаме гледачот, па одиме со реклами. Добро вечер. Повелете. Да, повелете. Може ли да зборуваме? Говорете, ве слушаме и јас и господја кој заклиска. Ве слушаме, повелете. Добро. Сакаме да прашаме гостинката. Ние се јавуваме од Кочанските села. Добро. Земјоделци сме. Со носил закон имаме платено 15,5 години што ги фаќаше од Југославија и од за време на Југославија 10 години и 5 сеа. И 2 години не враќат од Кочани,
а од Скопје ни дадоа одобрение дека не следува за земјоделска пензија да ни дадат, а у Кочани истото го враќат. Само еден човек го тоа решава дека не следувало затоа што сме заделе нивите на сину. Дали нас не следува земјоделска за пензија или ние земјоделци сме испрлени така на улица? Тој признават ни 15,5 години, а оти сме дали нивите на сино, не следувало пензија. А тој си вработи и сам си плаќа придомици за него и за фамилијата него. Да се обидеме да одговориме. Благодарам, пријатно. Значи, овие се поединечни случаеви за кои сигурно подрачната во Кочани е запозната. Јас сепак ја упатам господјата, ако имала право, до сега без проблем би се остварило, би се признало правото на земјоделска пензија, меѓутоа мора да има некоја причина и добро наведе господјата. Еден момент ми е интересен. Вели, добивме решение од Скопје на локално ниво да го враќаат во подрачната. Некако ми е... Или погрешна е презентацијата. Погрешна е презентацијата, меѓутоа, ако господјата се откажала од сопствената земјиште и го дала на некој друг, најверојатно тоа е причината зашто не иследува пензија од послов на земјоделец. За вакви случаи како може да се информираат ако не се задоволни од одговорот во подрачната единица? Каде да се обратат следно за објаснување, за представка, не знам што? Значи, нели може да се случи? Може да се случи. Ако тие добијат решение со кои се одбиени, имаат право, значи една од надмошните инстанции државната комисија. Исто така можат преку народен правобранител да поднесат представка, меѓутоа сите подрачни, значи верувајте, на територијата на Република Македонија доволно се запознати со проблемите. Дури тие за определени вакви комплицирани случаи не донесуваат решение додека не се консултираат со централата во Скопје за да видат да не биде оштетен осигуреникот. Доколку тој навистина нема право, тогаш донесуваат негативно решение. Така, добро. Одиме со реклама, режија, па се враќаме во студио. Стоп! Време е за штеде. Се прашувате како? Со вградување на сончев колектор. Се прашувате од каде? Се разбира, од најдобрите. Enter Solar. Колекторски системи со капацитет од 100 до 330 литри и висококвалитетен резервоар од инокс, што овозможува температура на водата до 99 степени. Докажан квалитет, најдобри цени. Enter Solar во Кочани спроти градскиот парк и во Штип во населбата Сењак 3. Патувајте за 8 март со Феријал Кашиков, автобуски, романтичната Венеција, мистичниот Букурешт, ориенталниот Истанбул, баварската престолнина Минхен, градот музеи Краков, Љубљана, Сараево, Лутраки, Златибор, Банско или Буровец, авионски Милано и Амстердам или изберете од хотелските понуди, Сандански, Неа, Каликратија и патувајте со сопствен превоз. Изборот е ваш. Подарете со љубов едно незаборавно патување. Тој е најдобриот начин да го честитате празникот на вашите најдраги. За се во вашиот дом да е на свое место и во функција. Барајте го Аџико. Аџико, за секој дел од вашето омилено место. Дали и вие го имате истиот проблем? Затоа Алпан ви нуди решение за заштеда до 76% на енергија со профилите на РХАО Генео и најповолни екокредити и плаќање на рати без камата со кредитни картички. Густа бурова шума, кристално бистра вода, амбиент што го одзема здивот. Аурора Ресорт и Спа Берово, за спокој и душевен мир. За чист воздух и здрава храна, посетете го нашиот мал волшебен рај. Идеален за одмор, релаксација, спа активности, но и за вашите прослави и свечиности. Во луксузот на модерно опремените соби, амбиентално обработен ресторан, комплетно опремена конференциска сала, почувствувајте дека сте посебни, повласни, позаслужни. Надворешен базен, натрешен базен, фитнес сала, сауна, парна бања, масажа, релаксација, велосипеди и сафари джипови.
Бегство од секој невието, но и авантура идеална и за вашите деловни состаноци, семинари, конференции и тимбилдинг активности. Во Aurora Resort и Spa се на едно место, светски, а сепак наш. Контактирајте не, посетете не. Aurora Resort и Spa, Берово. Како што јаделе баба и дедо. Вкусно, здраво и обилно. Чорби, тавче, гравче, сарми, а сега и со сервис до вашиот дом. А за време на ручекот ве забавува најдобриот тамбурашки оркестар во Македонија. Во најетно и најмакедонската меана кај нас. За Мераклии, Мераклиска меана. Бриони. Единствено место каде минусот е плюс. Жешка ценовна акција на ПСС Хум центарот во Штип. 20% за расвета, 10% за електрика, 10% за сите домакински апарати, 15% за водовод и санитарија и 15% за асортиманот на целата бела техника. ПСС Хум центар Штип. За подобра понуда не сте слушнале. Стварно е супер. Уж по едно од мене. Батка, значи стварно масло е зејтин. Брилијант и се е како подмачкано. Многу понуди, многу реклами, високи цени, малку пари. Што да се купи, каде да се купи, кој е трговец, кој е пријател, кој продава, кој подметнува, како да одлучам? Не мислете вие, Зендолино мисли на вас. Маркет и Зендолино. Еве не назад, бидејќи време нема многу, мораме да одиме што е можно поброј го со сите прашања кои што може и се битни за вас. Мислам дека често пати и во редовни јавувања гледачите го споменуваат она рекреативно бањско лекување на кое што секоја година пензионерите можат да отидат. Едно од работите на кои што забележуваат, често пати велат по политичка линија, некој оди по 2 пати, некој ни еднаш. Јас имам гостување од подрачната единица кај што се вели дека најмногу се внимава на тоа да нема нови. Дали може да се случи да отиде некој повеќе пати, да биде привилегиран и слично? Значи секој пензионер кој еднаш го искористил правото и во самата апликација и известувањето се вели дека нема право веќе да го користи. Ако поднесе барање? Ако се поднесе барање, значи се работи дека од 2010, 11, 12 и 13 година, значи веќе 4 години, 22.000 пензионери го искористија правото на бањско климатско лекување. Значи јас одговорно тврдам дека не може да се случи ако еднаш бил еден и користил ова бањско климатско лекување, уште еднаш нема право да замени. Така, речи имаме нов гледач. Ќе се вратиме нова уште малку. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Да, повелете. Ве слушаме, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Ја па што ја го склучи телевизор. Ало? Повелете, ве слушаме одлично. Повелете. Извините, грешка, добро. Нема проблем. Се јавам врска за емисијата. Сакам да кажам еден предлог за пензионерите. Ме слушате? Да, одлично. Мислам стварно некој од нив им е мала пензијата, меѓутоа нека се преиспитат и самите пензионери со колку години се отидени у пензија, оти некој му денов со 20, со 22, со 27 години. А нека се малку и запрашат дека има луѓе со 39 години, со 35, со 37, што измреа поопште не видеа пензијата. И така имам малку еден предлог до сите граѓани на Република Македонија. Мислам дека сега до ова ново покачување, секој да остави по 100 динара, место да качат по 500 динара, да качат по 400. Од тие 100 динара, овие 10.000 што се не се виделе пензија, ќе се покријат со 6 милиони евра годишно, ќе се покријат сите, ќе нема ни еден гладен у Македонија. Значи само 100 динара од ова покачување да остава. Тоа е мој предлог. Фала, пријатно. Благодарам, пријатно. Ова, не знам дали е тој гледач кој што ме сретна на улица и ми го предложи ова, вели мора ова да се каже. Предпоставам ова е веќе предлог кој што е, кој знае колку е изводливо тоа во држава. Мислам фондот тука нема ништо, не може да му рече некому да го направи тоа. На свест на самите граѓани. Ако државата значи сега учествува и сега ќе го со мартовската пензија ќе имаат сите граѓани линеарно зголемување пензионери. Така. Околу 290.000 пензионери ќе добијат значи по 600 денари зголемување на пензијата.
а ова ќе остане на свеста на граѓаните доколку се сака да се помогне на тие што не оствариле право на пензија. Тоа би било нивна иницијатива, некој ако се Знам дека имаат луѓето, значи стаж по толку години, меѓутоа прашањето е дали тој стаж бил платен и ако имаат по 40 години и со тоа ако не е платен немаат право на пензија. Еден друг момент тука беше интересен што го кажа гледачот за тоа висока не висока пензија ваму таму и арно кажа тој, значи не отише сите под еднакви услови. Дали има опасност дека да се оди во насока на изедначување, сега пак и не е седно кој колку му плаќале, така, значи не може да биде таква категорија зависи пензија. колку години има стаж, на така. кое работно место бил пријавен, колку му плаќа, колку е придонесот, каква плата земал за да може врз основа на платата да биде плаќан придонесот. Затоа не може да се каже дека се оди на тенденција на израмнување. Значи, јас да ги потсетам граѓаните 7.022 денари на ниската пензија во Република Македонија, најголемата изнесуваше околу 37.000 денари, не ме држите за збор, а просечната пензија е 11.833 денари. Зголемувањето на пензиите од 2006 до 2013, заклучно со 2013 година е 44%, што ќе се сложите, значи дека не е мала работа. Во 2006 година најниската пензија била 4.300 денари. Значи, ова е сега 7.020 денари, што значи за 3.000 денари имаме зголемување кај најниските категории. Така, околу зголемувањето ќе се вратиме, се надам на крајот. Добро вечер, повелете. Ало, ве слушаме. И слушајте не во слушалка, говорете во слушалка, телевизорот мавнете го, не го слушајте. Ајде. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Ајде, повелете. Ало? Да, ве слушаме. Вака, јас сум трудов инвалид пензионер. Инвалид, во Дојночи Златово. Имам работено и во друга држава, по сила на закона пензионирам. Сега, во таа држава, дали можам да остварам за тие 2 години кои имам работено, да се остварам надомес за пензија? Значи, ќе се обратите во подрачната? Така, добро, ајде, сега ќе добиеме упатство, одговор, како, што да направите. Ајде. Што да направи човек? Доколку сте имале работено во друга држава, ќе треба да отидете во подрачната, ако сте жител на Штип, значи во подрачната во Штип или во некоја друга подрачна од кој град сте, за да може да поднесете барање до соодветната држава, значи преку подрачната, за да се види во која држава имате стаж, ако имаме склучено договор за социјално осигурување. Со сите бивши републики имаме склучено ако се работи за бившите југословенски републики, а за други држави ќе мора да провериме во подрачната, зависи од значи таму да се обрати. Значи обратете се таму во подрачната. Сега да се вратам на бањското лекување. Има ли интерес? Мислам до 15 февруари или беше 21.000 пензионери имаат и оваа година 5.000, околу 5.000. Кога ќе се знае? Се уште се собираат, значи сите граѓани, сите пензионери преку подрачните ги поднесуваат барања во подрачните, значи ние сега ги собираме од цела Македонија, а одлуката за кој ќе оди во бањско климатско лекување ја донесува комисија во Министерството за труд и социјална политика. И се објавува колку што знам и на веб страницата. Значи висината на пензијата, должината на време траењето, на стажот колку бил, колку време сте пензионер, се еден од услови, еден од критериумите за да се и дали сте корисник на нега, на туѓа нега, исто така дополнителен број на бодови. Инаку пензионерите би користеле 6-дневна значи сместување со 3 оброци дневно, бањска терапија, задолжителен здравствен преглед и трошоци за од до местото за бањите во висина на автобуска карта. Ги имаме, значи, Катланово, Бања Банско, Дебарски бањи и Негорски бањи. Така, голем интерес од 20.000, 1/4 ќе добијат. Така. Ајде уште еден гледаш, добро вечер, режија ќе ме извести кога е време за следниот блок реклами. Повелете, добро вечер. Повелете. Едно прашање. Ајде. Студентката, поздрав до емисијата, прекрасна емисија, доста интересна. Ме интересира дали кога е под завод како технолошки вишок, примањата како технолошки вишок од заводот влегуваат во пресметката за пензија. Добро, благодарам. Технолошки.
Јас сега денеска не го донесува законот за стечајците за Така треба да стапи во функција, мислиш. Треба да стапи на сила законот. Значи за овие за конкретни случаеви најдобро е луѓето да не импровизираме, да си отидат во подрачната кај нас, со целокупната документација да си ги поднесат и да си видат. Таму најдобро ќе им објаснат колку се земаат во предвид, колку години се земаат во предвид, која висина се зема, за да не благодарно е сега да се каже да видиме толку би изнесувало или волку би изнесувало. Не, само дали се земаат предвид. Мислам дека се земаат во предвид. Така, тоа е најважно од се, што и нормално, нели, бидејќи тогаш одреден дел. А придонесот за пензиско и инвалидско осигурување е сепак основат за остварувањето на право на пензија. Ова е надоместо кој го дава Заводот за Бирото за вработување, значи не е по основна придонес за пензиско и инвалидско осигурување и затоа ќе упатам гледачката да си да си провери и да си знае и која документација треба да ја донесе. Ево одиме со гледач, после кој ќе одиме и со реклами. Добро вечер, повелете. Ало? Да, повелете. Јавувам за старт. Старт ли е? Да, повелете. Слушам збора за Банско бесплатно. Добро. Ние во Банско не може да одиме. Тука сме за физикална терапија. Тука нели може да не се плаќа од типи што правиме терапии? Добро, благодарам. Ајде да се обратиме да прашаме. Така, добро. Ајде ќе видиме. Ова мислам дека се постигнува договор значи веќе е склучен договор со бањите, во кои бањи. Значи да повторам за гледачката во Негорска бања, Деберска бања, Катланово и во бања Банско. За сега владата со тие 4 бањи има склучено договор за користење на ова бањско климатско лекување. Во иднина можеби ќе го имаат во предвид таму каде што има можности за остварување. Ако се водите од Штип, што ми имаме Кежовица тука, отидете во локалната самоуправа, можеби ќе дадете на разбирање, па таму да има некакви олеснувања, бидејќи сепак тоа е наше. Меѓутоа тоа говорам како предлог каде да се обратите. Мислам дека во секој случај и локалните власти се поставени во интерес на граѓаните, веројатно ќе разгледат дали нешто воопшто е можно. Одиме со реклами. Најниски цени во маркетите на Китго. Чаден свински врат Глобус 319 денари. Шунка специјал Мейн 166 денари. Париска 2+1 гратис 125 денари. Замрзнато пиле Зиер 122 денари. Паштета Верблински 8 денари. Чај Юмис 2+1 гратис 42 денари. Наполитанка 3+1 гратис 29 денари. Влажни марамици Ада 2+1 гратис 99 денари. Маркети Китго. Осигурителната компанија со најразвиена мрежа во Европа со нова канцеларија во Штип. Винер. Сега вашите можности се неограничени. Винер наспроти безистенот во Штип. Нашите клиенти мирно спијат, а вие? Најудобна програма за сите генерации и најголем избор на детски долен веш, боди и тренерки од сопствените линии нуди Ники Текстил. Од протирка Делчево и Тритекс во Ники Текстил понуда се крпи во сите димензии и бои, облека за вашето бебе и нова можност за избор на долен веш. Во Штип на улицата Ванчо Прке и на 2 места во центарот на Кочани барајте го Ники Текстил. Ники Текстил, помеко од сопствената кожа. Порта Пролет, прв деловно стамбен простор кој во источниот регион се гради во барок стил, со големо внимание посветено на сите детали, комфорт, економичност и заштеда на енергија. Објектот е сместен во најубавата и најмирна локација во Штип, во близина на детска градинка, градска болница, полиција и паркот Суитлак. Порта Пролет располага со 86 станови со површина од 60 до 178 метри квадратни, деловни простории, 96 места за паркирање, лифтови за луѓе и автомобили и 24 часа безбедносен мониторинг систем. Порта Пролет, вистинска инвестиција во животот по цена прилагодена на нашиот стандард и олеснети услови на плаќање. Избор на гуми кои најцврсто се држат за секоја површина. Мишелин, Клебер, Корморан, Тигар и други. Нивно балансирање и полнење со азот. За возилата со голема носивост, ТТГ Питстоп ги нуди Бриджстон, Фаерстон или Корморан.
ТТГ Питстоп, стабилно на секое место и во сите услови. Ексклузивни цени и попуст од Агро 9 км Штип. За новата земјоделска сезона набавете ѓубре растурач за само 210 евра, комплет прскалка за 600 евра и попуст од 20% на сите акумулатори. Агро 9 км Штип, партнер за европски резултати. Понуда од Хамачи центарот која не се одбива. Само кај нас, најбрзо и наједноставно да вашиот производ, и тоа дури на 24 рати. Се на едно место, во најголемиот центар на истокот, Хамачи. А за пари, не губете време по банкарски шалтери или авторитет кај најблиските. За вас работата веќе ја заврши Хамачи. Ресторан Ваго. Мени по избор, цени по договор, специјални светлечки ефекти по желба на младоженците. Капацитет за 450 гости. Секоја свадба е посебна приказна само во ресторан Ваго во Штип. Сите плаќаат исто, но некој добива повеќе. И повеќе. И повеќе. На бензинските на Мак Петрол. Новиот Ултра Дизел Powerjet. Сите плаќаат исто, но некои добиваат повеќе. Влегуваме во последните 5 минути од денешното гостување на господја Марија кој заклика по штипски отидовме, кој заклиска, заменик директор во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Околу друга тема во која што се препукуваат политички повеќе е околу зголемувањето. Адутот на опозицијата е дека не е зголемување, туку, како беше, усогласување. Зошто било линеарно, не процентуално? Што е сега во цела оваа работа? Согласно Законот за пензиско и инвалидско осигурување, во секоја година се врши усогласување на пензиите, значи на 1 јануари и на 1 јули, со тоа што пензионерите ги земаат во септември, со исплатата на септемвриската пензија. Со оглед на тоа дека владата вети дека ќе има зголемување на пензиите, земајки се во предвид, значи усогласувањата и ова зголемувањето ќе изнесува 600 дена. Значи се земе значи, јас не би сакала да ги потсеќам на граѓаните на онда што сега го вели опозицијата и да ги потсетам, значи како се земаа пензиите. На 1 земаа до таа група, на 15 земаа до таа група, на 30 земаа таа група. Значи од 2006 година, јас колку што паметам, значи немаме промашај на времето на исплата на пензија, секогаш е во првите 7 дена во месецот. Тутунска банка и пред време ги авансира на 1-ви, тоа е познато, ги дава пензиите, знае дека ќе ги добие. Меѓутоа, граѓаните, посебно пензионерите, се мирни и знаат, ако не е на 2-и, 3-ти, ќе биде најдоцнато 7-ми. Во месецот ќе ја земат пензијата и тоа во полн износ. Значи, може да се, знаејќи го примерот Груевски, ние како државна администрација нема да земеме плата или на нас би ни ја стопирал платата, а пензионерите ќе останат да си и понатаму земат пензијата. Сепак, заслужиле 290.000 пензионери во оваа држава, не се малце. Работеле, за тоа и треба работеле, за да ја добијат сатисфакцијата која им следува. Сега спомена еден гледач, ама прашањето беше во друга смисла од оној солидарен фонд. Една од промените, сега не е 2-3 години, може би повеќе, е дека од тој фонд да се собира, да се исплаќа од Сдруженијата на пензионери, отиде во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и секако ги интересира, затоа што ќе дојде во таква ситуација било кој, времето на чекање на земање на тие средства.
некош имаше дали се чека, дали не се чека. Дали чекаат многу или веднаш добиваат, затоа што тоа се ситуација во кои што зборам за период од една недела до 10 дена. Додека и домашните се созема, додека ја донесат потребната документација, исплатата на тој солидарен фонд оди, значи, во тој период, од една недела до 10 дена, може да се случи и 2-13 дена, меѓутоа не е повеќе од тој временски период. Фондот за пензиско и инвалидско осигурување ја зел обврската да го исплаќа солидарниот фонд, затоа што Сојузот на Сдруженијата на пензионерите не бил најверојатно ниту технички подготвен, нити кадровски подготвен, за да може да го се здруженија, за да ја врши исплатата. Така да тоа е обврска на фондот. Искрено да ви кажам, голема обврска на фондот, меѓутоа вметната во закон, законска обврска, ние мора да ја спроведуваме. Моето последно прашање, бидејќи 5 минути бргу минуваат, освен кога се ваши велат како беше тоа да ти дојдат 5 минути во животот и бргу минат тогаш. Треба да ги продолжите на повеќе или да ги искористите. Сега, прашањето околу придонесите плаќање, не плаќање, дали е симната од дневен ред? Дали луѓето треба веќе да се плашат дека некој нема да им плати придонеси? Затоа што едно време имаше, ќе отидеш во фондот да провериш, не плаќано, не плаќано, кој знае колку. Ја затоа го спомнав концептот бруто плата од 1.1.2009 година. На платата на придонесите е во УЈП, во Управата за јавни приходи. Значи мора до 15 работодавецот да ја мине платата, мора придонесите да минат и потоа и Управата за јавни приходи не известува нас кои обврзници го платиле придонесот и нормално ги распределува средствата за сите обврзници кои го платиле придонесот. Значи таа тема со овој концепт бруто плата е затворена. Она од пред тој период, кога некој ќе провери, па нема добиено, има дупка некоја година не му се плаќало, бидејќи тоа е пред концептот на бруто плата. Што во таква ситуација да направи осигурениот? Еве јас да ве потсетам, значи имаше во месец мај законот за отпис на камати. Така, го имаше за тој период за сите неплатени придонеси до 31.12.2008 година. За да платат се откажа фондот практично од каматата. Од каматата за да може да се присоберат средства. Значи 1472 обврзници поднесоа барање за да може да им се изврши отпис на каматата. Меѓутоа само околу 750 го платија главниот долг, а каматата нормално фондот им ја отпише. Јас и покрај сите кампањи кои ги правеше фондот и претходно и сега, стварно не ми беше јасно зошто толков мал одзив на обврзниците да си го платат долгот до 2008, за да можат работниците да го имаат од обврските. Инаку сега пак си стои како товар износот на кои што не го искористиле тоа, останува и каматата, а ако и блокирање евентуално на сметки. Да, значи ние сме се уште надлежни во тој дел 2008, па тоа беше услов доколку сте задоцинеле и после 1.1.2009 беше услов да ги платите 2008, за да можете и 2009 година. Почетните месеци, додека не профункционира овој концепт од бруто плата. Меѓутоа, навистина ми е жал за вработените во тие обврзници што не ги искористија правото да си го платат долгот, затоа што ако е 100.000 денари главниот долг, 50.000 денари е каматата. Значи тоа е половина од главниот долг. Така. Тоа е во интерес веројатно и на граѓаните, односно вработените, осигурениците и на самите фирми. За крај, значи од позиција на заменик директор во фондот не треба да има страф. Не, апсолутно. Значи одговорно тврдам дека пензиите и понатаму ќе бидат редовно исплаќани до 7 во месецот. И она што е можеби важно за граѓаните, а не го спомнавме, за идните пензионери, дека за ова влада во перспектива не планира да ја зголеми висината на границата, на старосната граница. Значи се уште жените ќе одат со 62 години, мажите со 64 години. Слушам, во Хрватска мислам се спомнуваше можност за зголемија. Мислам дека ја зголемија и секаде ги зголемија, а Хрватска имаат и поголем придонес 22%
придонес имаат и пак не е доволно за да може да го... Така. Јас благодарам за вашето гостување, за одговорите на прашањата и се разбира до некоја нова средба. Благодарам на поканата и особено ми е драго што бев денес. Благодарам многу. Тоа беше Марија Којзаклиска, заменик директор во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Од прва рака практично ја слушнавте информациите кои што се битни за сите пензионери и за она што се нарекува пензиски систем во Република Македонија. Уживете во викендот, во понеделник на исто место во исто време.